Епизода 3. Со ништата се поточни од сеќавањата. Сонот почна. Среден сон. Не знам како поинаку да го објаснам. Немаше момент на заспивање. Немаше чувство дека очите ми се затвораат. Едноставно веќе бев таму. Стоев во ходник. Го препознав, беше од клиниката. Но не од крилото што го знаев. Овој ходник беше подолг, но и беше потесен. Зидовите беа преблиску, како некој да ги поместил откако последен пат бев тука. Тргнав напред. Чекорите не олегнуваа. Тоа значи дека подот не беше тврд. Сватив дека одам предолго. Нема смисла. Тоа значеше дека подот не беше тврд. Сватив дека одам предолго. Нема смисла, ова е долг ходник. Туку во смисла веќе требаше нешто да се случи. На крајот имаше врата. Без број. Само чиста бела површина. Ја отворив. Внатре мојата спална соба. Точно како дома. Истата положба на креветот. Истата сенка на зидот, што никогаш не сум ја поправил. Но нешто беше погрешно. Светлото доаѓаше од никаде. И мојот часовник беше застанат. Седнав на креветот. Душекот беше топол, како некој штотку да станал од креветот. Добро утро, рече гласот. Не од просторијата, од под мене, од внатрешноста на креветот. Колку време мислиш дека си тука? Сакав да одговорам, но за жал немав бројка, ни минути, ни часови. Само чувство дека ова не е прв пат. Се обидов да станам. Телото ми реагираше со залуцнување. Како команда што мора да помине низ некој друг прво. Секогаш е така, рече гласот. Во сонот си побавен. Ова не е сон, прошепотев. Точно, одговори гласот. Сонот беше порано. Вратата од собата беше отворена. Зад неа соба 413. Иста како секогаш. Празна. Часовникот на зидот. Само што овој пат стрелките се движеа наназад. Тик-так, тик-так. Како чекор наназад ми носеше спомен. Нејасен, туку коригиран. Гласот ги именуваше. Ова е моментот кога си решил да не прашуваш. Ова е моментот кога си премолчал. Ова е моментот кога си рекол дека се е во ред, а не било. Почнав да чувствувам нешто полошо од страв. Навика се движев низ просторијата, како да знам каде одам. Како да сум го правил ова многу пати. Се будиш секогаш тука, рече глас.
не излезам. Тогаш ќе спиеш подобро. Се разбудив во мојот стан. Креветот ми беше ладен. Часовникот работеше. Се беше нормално. Премногу нормално. Затоа што под перницата ја најдов картичката од клиниката и на неја со мој ракопис не се буди веднаш. И додека лежев таму, совршено буден, совршено неподвижен, сватив